Црн биланс во Шпанија по порујните дождови и поплави и непријатна информација не пристигнува за жал само од таму. Србија е државата од која што пристигна многу непријатни информации кои што не вознемирија. 14 загинати, тројца во живото загрозувачка состојба е билансот по падот на настрашницата на железничката станица во Нови Сад. Трет ден жалост во Војводина, граѓаните тагуваат за загубата на своите сограѓани. Колегата Оливер Бранковиќ го имаме утрово во живо од Белград, секако со последните информации поврзани со трагедијата која што го потресе Балканот. Оливер, би кажала добро утро, ама ова утро е се освен добро. Неколку дена веќе сме вознемирени од сето она што се случува кај вас. Она што ме интересира на самиот почеток, веќе неколку дена граѓаните бараат одговорност и од властите и од изведувачите. И од едните и од другите различни информации имаме во однос на тоа дали настрашницата била опфатена со реновирањето на железничката станица. Била или не? Што е причината од информациите кои досега ги имаме? Имаме доста информации, се надевам дека се слушаме. Добро утро. Доста опречни информации, све зависи од тоа што разбираме што е реконструкција, што е интервенција градежна, што е реновирање и така натаму. Меѓутоа, ако ги земеме и опречните информации и оние кои што идат по насока дека наводно немало реконструкција, како и оние што велат дека имало реконструкција, најверојатно ситуацијата е дека постоела известна, како да ја наречам, ја лично наречам градежна шминка. Има интервенција на оваа настрашница направена и тоа оваа година е направена во мај, заедно со реконструкцијата на целата железничка станица. Градежна шминка во поглед на тоа што во таа настрашница се метнати големи количини на специфично стакло и челични елементи. Исто така, таа градежна конструкција била поплочена со специјални плочки. Сето тоа, најверојатно, статиката ја има пореметено на ова настешница, која што не е мала настешница, која волиме настешницата, е доста голема настешница, кој ќе десетици метри станува збор, и доста тешка и онака била. Така да, тие челични сајли на кои што ја држале таа настрешница, наводно и тие биле кородирани, не била направена интервенција на нив. Сето тоа наводно влијаело да дојде до падот на настрешницата. Ова се, пак би рекол, спекулации. Истрагата е во тек. Почна истрагата, увидот е направен, доказниот материјал, како што се овие челични сајли се тргнати на страна. По медиумите се јавуваат експерти кои што секој на свој начин го толкуваат овој настан и како можело да дојде до... Знаете, сите овдека сме во шок во Србија. Поминуваме низ еден тежок период. Овие денови беше судење и уште трае судењето од масовното убиство во Рибник. 5 судски процеси има. Паралелно тече судскиот процес за масовното убиство во Дубона и Ораше кај Младеновец. Во медиумите искачат сведочењата на жртвите од овие масакри и така натаму. Така да Србија ги преживува овие моменти и најнаш доаѓа вест на петокот за палење на настрешница. Се тоа говори за еден процес на ерозија на критериуми, на вредности, на морална етика, не знам како да ви кажам, из кој што не поминуваме само ние тука во Србија, туку целиот свет поминува во една таква ерозија, но ајде да се задржиме за Србија. Сите овде си го поставуваме, како и вие мене што ми го поставите ова прашање, како можеше да падне настрешница, повеќетонска настрешница и да усмрти 14 луѓе. 17 луѓе биле во тој несреќен момент под настрешницата. Најнаш паднала настрешница, се чува како експлозија, ги гледав тие снимки кои што не се баш пријатни.
Значи, тие што се наоѓале под стечницата немале ни теоретски шанси да преживеат. Тројца имаме повредени, тешко повредени, преживеани, како да кажам. Во ова сведочењето на таа девојче од 21 година која што била под рушевините, на која што ја потилена раката, само врз нејзе паднале 26 тона. Може да замислите за колкава настречница правиме муавет. Едва успеале да излечат од таа настречница, што е херојски чин на овие спасувачи, како и останатите и таа другата девојка од 28 години и момчето, тие се наоѓаат во многу тешка здравствена општа состојба, се на вештачко дишење, на апарати, постојано се прават операции врз нив. Докторите кои што ги дават извештаите за нивната здравствена ситуација велат дека немаат видено такви повреди во животот по каријата као да биле во војна. Раката е ампутирана на едното девојче, додека нозете и на момчето од 21 години и на девојката од 28 години и се така ампутирани. Значи, се уште се води битка за нивниот живот. Јас сега не би навлагал дека имаме доста трагични приказни за жртвите, па и за овие повредените што се. Македонија исто така е потресена и од смртта на нашиот Васко Саздовски. Значи, човекот случајно се нашол во погрешно време на погрешно место, сакајќи да патува дома кон своите најблиски. Немал среќа во тој момент, за разлика од другиот еден нова стика во глеме 5 секунди пред да падне на срцето од тоа столче, станал и отешол, видел автобус, рекол подобно да сидам со автобус него со воз и се спасил. Сведоштата се страшни, одговорите на прашањето зашто е падната допрва ќе ги чекаме. Доста големо незадоволство дека во Србија, вчера веќе почна и покрај тоа што се палат свеќи во Нови Сад и во Белград, почна и протести. Граѓаните со право барат одговорност, но барат и одговори. Како можеше да се случи тоа? Значи, градежни фирми, кинески градежни фирми ја граделе, вршеле реконструкција на железничката станица, а унгарски биле супервизија на тие градежни работи. Како можело да се случи да и покрај паеве, да кажем, и тие градежни интервенции на оваа железничка станица изградена 1964 година во мај се направени да падне сега на 1 ноември, да падне, да усмрти 14 луѓе. Ето така јас некако ви одговорил на прво прашање како можеше да падне на стечницата. Допрва ќе добиеме одговор за тоа. Ова се дел од работите на кои што јавноста очекува одговор, нели, во престојниве денови, но во интерес на времето во овие 3 минути само информации, нели исто така важни, бидејќи голем број македонци патуваат во Србија, во петокот беше затворена за сообраќај целата железничка станица. Сега кои се последните информации околу тоа, дали се одвива железничкиот автобускиот сообраќај до Нови Сад, кои се алтернативните решенија околу тоа? Вака да ќе ви одговорам за ова ваше прашање и после ќе ви дополнам уште една нова информација. Значи, до Нови Сад може да се патува со автобуси, со воз. Железничката станица се уште не е ставена во функција, меѓутоа овие возови, кога говориме за автобускиот сообраќај, не преча да се одвива кон Нови Сад. Кога станува збор за железничкиот сообраќај, исто така до Нови Сад, но не до железничката станица што се наоѓа во централниот дел на Нови Сад, туку во околните станици околу Нови Сад и во преградијата на Нови Сад до таму одат возовите. Меѓутоа патничкиот сообраќај, колку што ми е непознато од Скопје до Белград, не постои, така да граѓаните на Македонија си најдобро си користат автобускиот превоз кој што функционира. И втората информација која што сакам во интерес на времето ви кажам, во контакт цело време со амбасадата, тие веднаш реагира по информацијата која што ја достави Министерството за външни работи на Србија за трагичната смрт на Васко Саздовски.
и во контакти со српските власти, денес треба да стапат во контакти во поглед на тоа да посмртните остатки на Васко Саздовски ги донесат во Македонија. Така да почнува и тој процес и наскоро се надевам дека фамилијата ќе може да сокрани Васко, инаку тука веќе од вчера почна погребите на 14 жртви од ова несреќа. Оливер, имаме уште една минута до вестите. Очекуваат граѓаните одговорност, дали проектантот или изведувачот е виновен, ке видовме, но тие сакаат и политичка одговорност. Има ли најава за оставки? Па вчера имаше интересна изјава на српскиот премиер Вучевиќ дека ќе има оставки, политичка одговорност побара председателот Вучич, но и кривична и политичка, ќе видиме. Истрагата е во тек, 26 луѓе или 20 и нешто луѓе се испитани, денес се прескача, читам дека ве чека Сабајле, дека е невозможно толку голем број на луѓе, меѓу кои што е министерот Весич, од кого се бара оставка. Невозможно е толку луѓе да се истражат, да се испитаат по еден ден. Како и да е, што говори за сериозноста на овој пристап. Вучевиќ изјави дека треба со студена глава да се пристапи кон таа политичка одговорност и побара и тоа исто така политичка одговорност. Ќе видиме дали ќе има политичка одговорност, но постои морална одговорност. Да го споменеме случајот со министерот Ружич, кој што по масовното убиство во Рибникар си поднесе оставка и се тргнаат министерската позиција. За сега неаме таков чин во поглед на Србија, ќе видиме дали ќе има епилог на ова прашање. Благодариме, Оливер, за информациите од Белград. Секако останува темата отворена, ќе анализираме, па ќе видиме што ќе се случува во деновите кои следуваат. Благодарам, тоа беше колегата Оливер Бранковиќ. А во 8 часот најновите вести од земјава и светот.